и од сиот век што се пули, и од анđелите што се не пулят. Вервај во еден Исуса Христа, на Синот Господов самородниот, кој што се роди од татка пред многу векови. Пресвета Богоројце, мајко наша, варди ми ги чедата. Варди ми ги барем овие сино што ми останаја. Од 6 мина, само 3 ми останаја. А ево и Димитрија проклетниците го одведоа. Го затворија неверниците. Ама по кодошлак на нашите владици грчки. Личен Свети Ѓорđије, ти си војник и праведник, заштитник на струга. Избави ми го чедото. И тој имат 6 мали пиленца, 6 гладни усти. Не оставај да страде. Мајко. Бабо, мила бабо. Добре ми дојде с нам. Добре ми дојде внучки, а? Лична од баба мори. Ај да си седнеме овде со баба. Ето така, лична од баба. А ти, мајко, се прети кониве стоиш. Мори снал. Го запалив кандилцето и се помолив пред Богоројца да ни го варди Димитрија, зашто и таја имала син и знајт како е. Лична од баба мори. Што пред другите деца? Како се? Елисавета остана да ја поспа сред куќата. Ванде го немаше, ама сигурно со другарите се лизгаат по климетица со кајците, зашто мразот се уште држи. А на другите, на Милица и Златица, ним им ја остат да ја поврдет Фроса, зашто таа е уште малечка. Ама од ова, од царева не можев да куртулиса. Таа беше најмногу прибрзана кон татка и кај тебе најмногу се иде. Лична од баба мори, таја. Знаеш дека таја ми е именјачка? На моето име е крстена, ама во превод на нашински. Пусти Димитрија. Памтиш, ко се роди ова, тој беше многу далеку. Да, мајко. Тоа беше кога се скара со каркоманите од Битола и владиката Венедикт. И заминат од ковината. Прво ке нашите словенски собрајча во Австрија отиде, а потоа и во Србија отиде. Тога беше. Кумот рече моето име да го носит. Ама зашто тој е султана, не сакаше на султанот, нашиот поробувач, па е крсти Василка. Демек, на грчки султанот бил Василев. Ама ко си дојде Димитрија, Дженкче стореше. Шо? Василка? Не. Не сакам моето дете да носи грчко име. Зар не гледате дека тие веќе почна да не поробвет? Иако беше веќе проодена, зеде, однесе в црква и ја крсти царева. Тоа било по нашински, по словенски велеше. Таков си беше тој, откако ја донесе и прифати тие, како што тој велеше, словенски идеи. Тој
Jajića. Навистина таков си беше Димитрија. Навистина, таков си беше. Ама чудо би кутрил до таа негова работа за народното будење. Што? Еве го на Годошија. И вчера во зората, од кревет за пиите го станаа и го забраа. А децата преплашени само пишчеа. Мамо, зашто плачеш? Ништо, чедо мајке. Оф, некоја јанца ме јајт. Ту да се помрне од местото, да соли вода да се стори тоа лоша мисла и предчувство. Знао, минаја веќе. Поминаја 30 години од кој носа ова царнина. И ето пак живеа. За ними само. За децата. Знам, мајко Султано, маченице Струшка. 30 години. Да. Тога умре свекор Тиристе. Бог да го прости. И ме остај со 8 сираци недоиспилени. Само Димитрија беше малу првнат и тој го презеде гајлето за фамилијата. Го прекина и учењето. А татко му покоен, само колка желба имаше да го изучи. Велеше, че го изуча Димитрија, иако ми е првенец. Че го изуча на глобока книга да ми го пејт, Еванджелието и црковните книги. Зашто го сакат учењето? Ама не било късмет, не било речено да го ивчекат и да го види то, да му се израдат. Ама соколите мои сами се изучија. Та следната година, по смртта на татко му, Димитрија замина нагорбе, во Дуру сојде. Со него го зеде и наума. Иако беше дете на 14 години. Оттаму, по 2 години ко се вратија, нашколо отидоја во Јанино. Оттаму пак, по 3 години ми се вратија даскали. Боже златен, сполајте. Колка беше тогаш мојата гордост? Навистина, мајко, тие беа челат за восхит и гордост. Беа. Сираци, а се и школуваа. Убаво велят старите, кога човек се труди и Господ поможи. Така е. А Димитрија кажеше дека и охриджаните го поможеле со пари за учењето во Јанина. Така беше снава. Ко умре татко му, Димитрија беше помошник, учител во Охрид. После го поможие за Јанина. А тој 3 години во Охрид им даскал беше. После дојде и овде, во Струга, и после 2 години во Кукуш учител беше. Кажеше дека оттаму пак морал да бега
да не го затворат турците поради клеветите на грчкиот владика Антим. Заради овој молитвеник била давијата. Зашто молитвите ги препеал од грчки на нашински, на македонски. Овој молитвеник тој ми го даде. И од него си ги чита молитвите на нашински, на македонски пред иконата. Татко наш, што седиш на небото, нека биди цветено името Твое со арните рабојче наши. Нека биди цакањето Твое како на небо, така и на земја. Дај ни го денеска ката денешниот хлеб наш. И прости ни ги греоите наши, како што и ние прощаваме штасвачите наши. И не донеси не Господи во пеиразно, ама куртулисај не од лошиот. Амин. Амин. Мајко, и за Константинушче ништо не знаеме. Кај е, шо правит, веќе одамна се немат јавено. Оф, Морислав, него посмрче го родив. 2-3 месеци од ко умре татко му. Димитрија го презеде гајлето за него, барем ти знаеш. Ко те зедовме тебе, тој ушче беше дете. Константин тогаш имаше 11-12 години и тогаш него го зедовме со нас тамо за да се учи ке брата му. Еден Господ е сведок дека го прифативте како да е ваше дете. А ја пак секогаш го молев Господа тој да ви се одборџи за таја армија. А ти пак да си ми жива и здрава, беше таја што си го презеде тогајле за него. Го носевме со нас секде каде што Димитрија беше учител. Тој многу го сакаше и Бојанина го пушти да се учи в гимназија. А потоа дури Атина на студии го прати. Така беше Снао, ама пак за студиите во Атина и Магаревчани му поможие. Да, мајко, така беше. Така. За 3 години од студиите Магаревчани му пуштае пари. Да, ко се врати, остана учител. Тамо, за да си го отплати долгот. Само колку се гордееше Димитрија со него. Гледате, брат ми Константин на училишće ојце е со одличен успех. Значи, ќе морат да го учат до крај. А еве, гледате дека веќе остана и професор. И ко се врати од Белград Митре, одма во Русија го испрати Костета. Ако, нека ојд кај нашите словенски собрајча, нека се учи. Нас такви учени ќе ни требат за нашата преродба, а и за полесно да мојме да се откиниме од канџите на грцизмот. А ево тие проклети грци што муџавија. Леле,
A ko sте велиш? Одамна се немат јавено, а? А ми беше и болен кутриот. Кога Димитрија разбра дека брат му е доста болен и се наоѓа во болница, му пиша да остане и да сиде тамо. Дојди си, мили мој братко, од ништо не се плаши. Остави секаква своја лична работа. Дојди си право во татковината. Јас веќе ти обезбедив место за учител во Охрид. Тогаш ќе ти се израдват моите деца, нашите роднини, нашите пријатели. Ама Косте после му се јави дека ќе си идат преку Виена, зашто таму требало да се срети со некој што се нафатил да го кладе печатењето на народните песми во еден голем зборник. Таја глобока книга, тој зборник, како што го викаја, беше сон за моите синој. А Димитрија поначесто за то и на другите им кажвеше. Видите ваму и разберите. Зборникот е огледало на нашиот живот, на нашиот народ, на неговото минато и неговите подвизи. Со зборникот ќе се докаже нашите вредности. Тој ќе биде учебник на идните генерации, за да знаат кој се и шо се. Затоа што гледате дека веќе почнаа да не приграбват. А и светот однагор ќе разбери за нашето минато и за нашата иднина. Ама све почна откако дојде онај руски учен. Веќе мина 15 години кога со тој Виктор Григорович се срети во Охридското училиште, каде Димитрија предаваше. И се спријателија, зашто Григорович велеше: "О, ели наши браќа сте?" Зашто тој прв пат словенски јазик во училиште слушнал овде. Тога и дома дојдоја, овде. А Димитрија ме натера на гостинот да му испеа наши македонски песми. Шила Ѓурѓа долга, саја Ѓурѓо бела, од Митровден до Ѓурѓовден, Ѓурѓо бела. И ми испеав неколку песми. Беше чудовиден гостинот и одма зеде и запиша. На Димитрија му рече дека тие песми се многу вредно народно богатство. Од тој час Димитрија започна да ја пише, зашто Григорович му бараше да му испрати повеќе народни песми и граматика на нашиот јазик. После и брајча му ги вклучи и да собирвет и да запишвет. Ама, откако дојдот патувањата ке Србите, каде што видел такви зборници, тоа не му излегвеше од главата. Собраните изеде со него, а другите што и собираја, му ги враќаше по учениците што и пушташе во Русија. Ама тамо не нашол некој да го поможи нивното печатење и така заминал на пат за вамо. Чедо мајкино, а ништо не знаеме за него. Никаде, никако е со здравието, а оту беше и болен кутриот, а? Мамо, кога чедо ти тато? Чедо бабино. Не знам, чедо,
Ама, че дойде. Немо ти да жалиш. Седни играй тук. Айде, играй си. Ама сигурно ли че дойде тата? Сигурно, сигурно, че дойде. Добър ден. О, добре дойде, Черко. Добър ден, Кръсто. Шо правите? Како си ти, царева? Добре те. Златна тетка. Ти, майко? Арна си? Моричерко. Имате ли некој абен за батета? Едва и чекав да се врати Тјанче од радолишта. Имаше служба во Света Пречиста. И не му се чекало да разбери нешто за Димитрија. Ја велит, малу че отпочина, а ти побарај види дали нешто се разбра и дојди поскоро да ми кажеш. Ушче, ништо, сестро Крсто, не знаеме. Ја, пушти бабе, колкото шапкаревци, ке Кузма на дедов наш, свршенкото били савета. Ама, еве, уште не се ево. Веле Димитрија в Охрид го однесле, а ги забрале и Ѓорѓија чака риба на евро. Да сите таму ги затвориле. Да, сите тројца втора ги одведоја, други абери нема. А нау, мајко? Шо стана со него? А Моричерко, се слушна згомотот ке брата му Димитрија, тој се скри и побегна. Беше на штрек, уште од некни. Ко дојде брат му од владиката Партинија, оној галичанец, нашиот владика во Кукуш. Тој им рече дека им се заканвит опасност од затворање и дека грчките владици нешто сновјале со турците. Ама на Димитрија не му се вервеше дека и вакво нешто може да сторе. Не му се вервеше, Димитрија не послуша, а Наум вчера утро избега. Само ми кажа дека ќе ојд да се скријат ке стрика му Никола во Деба. Ама немам оттаму, абе. Господ личен нека го варди и ти чува. Личен Господ. Чувствам тропање на вратата. Тропање? Сигурно идет некој. Добар ден. Добар ден. Како сте си? Добри уште. Да, тетко. А ти, мајко? Добре дојде, Кузма. Како си, се крепиш? Ами, синко, се крепам со несреќите што ме навјасале мене и мојов род. Гајде, мајко. Абре, све се струполило на моите плешчи. Тројца од синоите закопа. И Тане, и Мате, и Постол, веќе се ке татко им. За Костета не зна ни каде е, ни како е со здравието, а и ти знаеш што беше и болен. Да. А Наум вчера утро избега. Ама немам оттаму, абе. Ама за Димитрија што ми го одведоја проклетници, бе! Срцето ми изгоре! Смири се, мајко. Знајме дека ти е тешко. Да се надеваме дека ќе се излечи со Божијата помош. Па знајме ние сите дека тој никому лошо не направи, а страда за доброто на целиот наш народ. Бре, синко, ви велев ја, уште пред години ко се собиравте и правевте муабет, школи на наш јазик да отворате, со наши даскали и книги. И тога ви реков, вардете се, деца,
zašto во Грк верба нема. Не знаеш со кој тој ќе се заортачи. Абре, за да ве спречи, и со црниот ѓавол ортак ќе стани. Знам, мајко, дека е така, но и ти добро знаеш дека Димитрија беше нашиот учител. Така. И сите ние трнавме по неговите стапки, по неговите зборој и отворивме школи на наш мајчин македонски јазик, на многу места, овде, во Охрид, во Битола, во Кукуш, во Појана, во многу места, мајко. Така е. Ама е веш у историја. Историја. А се арно почна. Само знаете што? Кога се фативме со охриджаните, да си поставиме наш владика Македонец, да си ја обновиме нашата православна црква и да ја повратиме Охридската архиепископија, тогаш ги доđeже грците и еве што се случи. Тие проклети грци го накудошија нашиот Димитрија кај турците. Тука била и царева. Здраво, царева. Како си ти, душичке, растиш ли? Јас сум добра, но сакам да дојде тато. Чедо бабино. Барем ти да ми растиш со татко. Смилувај ми се, Боже. Доста солзи, сираци и несреќи гледавме во нашава куќа, доста! Смири се, мајко. Како да се смирам, бре, синко? А не ли рековме дека наскоро ќе го ослободат и ќе си дојди дома? Чедо бабино. Тетко, прости, тебе те запостави. Не те прашав ништо. Кажи ми како сте вие по дома? Како е тетинот, попод Јанче? Уште ли држит служба во црквата во Радолишче? Сите сме арти. Тој туку што се врати од служба во Света Пречиста во Радолиште. Ама многу е загрижен за Димитрија. Верва дека е загрижен. И не само тој. Сите сме загрижени. Само да ви кажам некои новости кои што може да ве израдве, нема. Освен тоа, дека сите тројца ги држат во апсаната затворени и замислете, не пушчат никого кај нив да разговарат со нив. А веќе почна да се слушат дека ќе ги изнесет пред мечлисот за да ги сослушат. Не видовте ли ке некој од нашите за да се заложи како макам? Ами, јас веќе веднаш се растарчав. Отидов кај оние што мислев дека можат да поможат и се разбира оние кои што не се плашат. А пак и оние кои што навистина можеа да поможат. А тие се, знаете, оние Захариевци, Танчевци, Стефаниевци, сите тие се од грчката партија на владиката Мелетије, предавници. И за случајот со Димитрија не сакет ништо да слушне. Ами сите тие го накодошија батета. Да, тетко, да, тие го накодошија. И знаете што ми рекоја? Кузмане, ќе го осудиме Димитрија. Ете така ми рекоја, а и не само него. И тебе ми рекоа ќе те затвориме, ако продолжиш да шириш вакви пропаганди. Не знам шо им е. Баре се некои поголеми рачки за да можат шо повеќе да го осудат. А и целата преписка веќе му е собраја и ја однесоа со нив. Што да правиме сега, Кузмане? Што да правиме? Јас веќе веднаш из утрината им се јавив на брајчата Робевци во Битола. Нели тие се подржувачи на нашето преродбенско дело и на крајот од краишчата тие беа добри пријатели со Димитрија. Арно си се сетил зашто браќата Тасе и Анđеле Робе и нивните
најценетите и најпријателните семејства. Точно така. Јас немав на кој друг да се обратам освен нив. И зато на Димитрија Робе му пишав писмо и му објаснив за целиот случај што се деси овде. Ако сакате, јас можам и да ви го прочитам писмо што му го Прочите. Многу почитуван господине Димитрија Робе, вчера изутрина, околу 5 часот, испратениот од битолискиот паша Сердар Абедин Беј, според подлото интриганство на светиот, а во врска со неговото гонење на словенштината, изврши претрес во куќата на нашиот заеднички пријател Димитрија Христо Миладинов, кого што окован го доведе тука. Поради тоа, се осмелвам да ве замолям од негово и од своје име, како и од името на целата наша татковина и народност, да не дозволите никако да настрадат нашиот уважен учител. Зато, заложите се таму, во Битоля, во Цариград, или пак употребите некое друго средство. Со еден збор, направите се што ќе смислите и колку се може побрзо, за да се спаси тој од таа стапица. Ете, тоа го напишав. Сето Кузмане, ова навистина убаво си го стокнил. И ја мисля дека убаво го стокнив, но да се надеваме на добри одговори. А сега ќе ми опростите, морам да побрзам, да одам до Охрид, да видам да не се стигнат и некои други новости. Оф, јас сирота! Шо е, мајко? Ами со ништо и не те почести, бре Кузмане. Барем со сладко или кафе да се напијаше. Море, бре, луѓе, колку се зашуткав, Остај, мајко. И кафе ќе се напијаме, и сладко ќе си лапниме. Следниот пат кој ќе дојда. Само за добри авери нека биде. Господ те почу. Ами, Господ. А сега, оставете ми со здравје. Оди ми со здравје, Кузмане. Испратете го, Кузман. Со здравје, Кузмане. Здрави и весели да ми останете. Личен Свети Ѓорѓија. Поможи му на Кузмана. Не знам како да му кажам на татко, но морам да разговарам со него, иако е болен. Татко, Кажи, синко. не знам како да ти кажам, Кажи. добив лоши вести од Охрид. Нашиот пријател, уважениот струшки учител, Димитрија Миладинов, двигателот на народната пробуда. Пред некој ден, татко, во раните Мугрие, бил уапсен во неговата куќа во Стругај. Тоа пред очите на преплашеното семејство и оттаму е спроведен за Охрид. Така од Охрид, татко, ми пиша Кузман Шапкарев. Кога добив ова писмо, не сакав да те вознемирувам и не сакав да те тревожам, зашто Стрико е доста болен, а еве, татко, и ти одвај се придигна. Знам, синко, се знам. Пристигна и овде од Охрид такво писмо. Андроника Поплаума. Еве, те молам, прочите го. Не знам што да кажам. Иако тој, според писмо,
се труди сето ова да го прикрие. Но јас мислам дека сето ова е масло на светиот, ако може така да се нарече владика, кој направи на Божја ги клевети своите чедака и иноверните, како владиката Мелетија. Браво! Браво, велиш, татко. Тој е грчкиот владика што пред турците го наклевети Димитрија Миладинов. Затоа што само тој имаше храброст и го крена својот глас против грчката подјавменост. А го наклевети. Го наклевети веројатно и поради растојувањата со охриđаните во Охрид да биде поставен владика Македонец. Синко, наскоро ќе бидат 100 години од како грците, проклетите фанариоти цариградски, ние обезглавија нашата Охридска архиепископија, што си ја нарекуваме патриаршија, а која беше прва словенска црква создадена од светаго Климента. Дури тогаш во заточение ни го однесува нашиот покоен патрик Арсений, а по неговата смрт, после 5 години, со декрет на султанот, ни ја сведоа на помалку значајна митрополија. Но тука е проблемот, синко. И на таква не сака да ставен наш Македонец за владика. А ние, татко? Ние. Што ние? Ние се поделивме на партии, на грчка партија, на словенска партија. Се поделивме на партии, татко, наместо да останеме заедно и да се бориме против грчкото духовно робство. Интереси. Да, синко, интереси се во прашање. Грците имаат влијание кај високата порта. Нивното селиште се наоѓа во Стамбол. Трговски добро јако стојат. Завожени се доста со пари. Нивниот збор надалеку се слуша. А ние, што ние синко? Нашите големци, нашите првенци, токму само ради својот интерес, им се увилкуваат на грците. Ама, татко, еве веќе започнавме со активности за народната пробуда, да, двигателни се, татко, и нашите учители. Да, синко. А првиот меѓу нив беше уважениот струшки учител Димитрија Миладинов. Тој ги започна тие активности, а ги прифати и ги следа неговите ученици. Тој го воведе мајчиниот јазик во школите и секаде, каде ќе се појавеше, се отвара нови школи. Да, баш по негова иницијатива се напечатија и првите македонски учебници. И тоа како дело на неговите ученици, на Кузман Шапкарев и Партенија Зографски. А што стана со неговата идеја? Нели планираше да отвори гимназии? Наши словенски гимназии на мајчин македонски јазик. Токму поради тоа и започна да ја создава македонската интелигенција. Почна да испраќа видни негови ученици на школување дури во Русија. Прво го испрати братно Константин, а потоа Жинзифов и другите. Со душа само ги чекаше да се вратат и да отвори гимназии овде, во Охрид, во Прилеп, а дури и во Струмица планираше гимназија да отвори. Знаете што? Еве вака, во Битоля ќе отвора гимназија со по еден мажки пансион и еден женски пансион. Знам дека ви е то чудно. Учители се разбира веќе имаме, но наскоро ќе припремиме и учителки. Неуморен беше синко, а почна да го тера и црковното дело. Почна да ги
прибира старите црковни книги што беа ништени од Грчката митрополија и се залагаше во нашите цркви да пеат наши свештеници, македонци, на нашиот прадедовски јазик. Овие денови, татко, Охрид се очекува да заседава меѓлисот и треба да одлучи за Миладина. Да, па ќе видиме татко што одлука ќе донесе. Но јас сепак мислам дека се ќе зависи од нашите, од охридските првенци, од тоа дали ќе застарат на страната на грчкиот владика во одбрана на народното дело и неговиот предводник. Добар ден. Брате, па тоа си ти. Како си, брате? Вие веќе сте станали и сте замуабетиле со стрика. Тебе со татко нешто разговараме. А ти, стрико Атанасе, како мисли ти? Се опоравуваш ли, а? Па чинам дека е добро. Се опоравим. Машала. Што би рекол народецов наш и клена пушите, ама лесно е тоа кога си има таков лекар во фамилијава како тебе. Тоа. Абе, стрико, ние лекарите негуваме. Навистина. Ама и Господ треба да поможи. Сполај му нему кај што се придигна. Така е, Константине, така е. Туку сакам да те прашам Кој ли? за брата ми Ангелета. Како што одработите со него, со неговото здравје? Стрико, право да ти кажам, не е важно. Не е. Не знам. Господ да му помоши. Гледајте, прајте, Константине, сторите све што треба, само да ни куртули човекот. Абе, Стрико, али ќе се трудиме. Ќе се трудиме да сториме све што се може, да знаеш. Туку, какви новости има од нашиот Охрид, братуче? Знаеш, во последно време бев доста запатен и не сум во тек со работи. Лоши ми се работите, брате. За? Лоши. Многу лоши на полето на природбата. Види, бе. Грците веќе презеле голема акција за да не пречат во народната пробуда. Со затварање, брате, и со ликвидација, настојуваат да ги трнат нашите луѓе што работат на словенското дело. Што изчекавме. Мојот покоен татко кажуваше, Бог да му душу прости, кога дошле да го носат во заточение нашиот покоен Патрик Арсени, со насолзени очи и плач на лицето, им се обратил на народот што го испраќал и им рекол: Чеда мои Ристосови, ќе дојдат владици Грци, со лица на светци, ама во душата ќе бидат волци, ќе ве терат, ќе ве стрижат, ќе ве молзат до крв. Тато, смири се, немој да се возбудуваш толку, тато, смири се, ајде. Олег, Смири се, Олег, тато. затоа навистина така се каже. Ете дека зборовите на покојниот Патрик Арсени, тоа пророштво како да се остварува, а ние си тргаме. Добро е, брате. Зарем тота му е дотерален? Дота му ја дотерале, брате, и кој се уште до каде ќе ја дотерале? А сега да ти ја соопштам, да е лошата вест. Нашиот пријател, уважениот струшки учител, Димитрија Миладинов, по клеветите на грчките владици од Охрид и од Битола, билувам се во неговата куќа во Стругај, откако е спроведен за Охрид. За ова, брате, добив писмо од Кузман Шапкарев, а еве веќе и други почнаа да известуваат. Што? Зарем Димитрија Миладинов, мојот соученик, со кого заедно учевме во Јанинската гимназија, е затвор. А тој беше вреден. Ама пргав и пркосен. Никогаш никому не попушташе и не се предаваше. Навистина. Ете, тако беше. Навистина, брате, тако беше даскал од Миладинов.
Тој ја започна борбата и застана на нејзино чело за отфрлање на грчкото духовно робство. Така е. Откако тој се откина од камчите на елинизмот, стана и водач на борбата против него. Знаете, сите ние, со стекнатото грчко образование, бевме и поддржувачи, а дури и спроведувачи на грцизмот. Ама, сепак, тој прв се откина од него и ни ги ополи очите и на другите. Деца мои, старите велеа, водата течи, тама песокот постан вид. А токму тој песок сме ние. Сме биле, сме, а и ќе бидиме. Уште долго ќе обстојуваме на овие балкански простори. Стрико, само треба да се сочуваме. Тоа е работата. Ние се замуабетиме, туку вие двајца попрете си малку мојавета јас. Ја ќе одам да го видам брата ми, дедеца. Дели е буден Константине? Да, Стрико, туку што му дадов лек и заповедам да му однесат нешто за јадење. Овин, оди, види си го, брат. Оди, татко. Види го, Стрико. Оди. Слушај, брат. Се уште е многу слаб. Мора да се внимава на него. Навистина слаб е, Константине, и... Не смее да се сакалдиси. Се плашам за него. Не знам. Чорбаджи, ке повелете ли со нешто да ве послушам? Може по едно кафе, брате. По едно кафе да се напиеме. Може. Само, зашто прво нека не биде многу твој. Добро, Чорбаджи, веднаш. Девојко. Да, Чорбаджи. Донесе ни по една ракија. Веднаш. Така. Знаеш, многу убаво ќе ни дојде пред јадењето. Штом доктор така заповеда, јас воопшто не смеам да се противам. Така нека биде, брате, хајде. Да, ама само по една. По една. Повелете ракијата, Чорбаджи, а и кафето брзо ќе биде готово. Благодарим, за со кафето и не мора многу да брзаш. Ајде, здрави се, брат. Здрав и весел, брате. Ајде, на здраве. Туку, како реагираат нашите охридски првенци на ова работа? Како реагираат? Реагираат баш така како што кажа и татко. Секој од својот интерес си трнува најнапред, брате. Така. Еден од половите првенци, во писмама што ми ги испрати, се труди дури да го опрата владиката Мелетија, дека тој не стои за напцењето, иако ниту тој, ниту највлијателните првенци, ни со прст не мрнале кај турците за да го ослободат Димитрија. Иди. А чекај, дали веќе излегол пред Метлисот на разпит? Не знам, брате, во последниве писма што ми ги имат испратено од Охрид, Така? ме известуваат дека другите двајца уапсени, Ѓорѓи Чакар и Ивана Евро, нив ги пуштиле, ги ослободиле. Баш убаво. Ама Димитрија се уште го држат во затворот. Еве, брате, види ги писмава што ми ги испратија, прочитај сам. Еве. Повелете кафето, Чорбаджи. Благодарам. Да. Можеш да одиш. Да. Веќе започнал распитот на даскалот Миладинов пред Метлисот во Охрид. И според сево овде запишано, по се изгледа ќе го спроведат ваму ќе го испрацат. Во Битол. Брате, значи пресилно е влијанието на грчките владици врз турските власти. Тоа. Не само влијанието, брате, не. Подкупите и интригите се уште посилни. Да. А во тоа грчките владици се вистински мајстори. И тоа е така. Се согласувам. Туку, дали го прочита она обвинение
за испречањето на младиот Јован Капче на школување во Русија. Ете, прочите, види самиот, брате, ете. Види. Зарем дотам тошко? Зарем на тоа деренче спаднали? Ту, бре! Ту! Срамотно! Го наскулиле Ѓорѓија, кратано од Јована, пред меѓлисот да бара од Димитрија да му го врати братот, обвинувајќи го дека демек овај, без знаење на родителите, им го продал на Русија. Ете, добре. Ама, чекай. А за овај Ѓорѓија ми беше речено дека е кодош на владиката. Тој ли е? Тоа е, брате, тоа е неговиот кодош. А нели Димитрија го испрати Јована, го испрати на школување во Русија, затоа што беше еден од неговите перспективни ученици. Да, така беше. Така беше. Ама еве, види, и покрај тоа, што имало документ, подпишан од таткото на Јована, со кој платил 18 минца на име разноски за одењето на сина му, меѓлисот сепак го прифатил обвинението за шпиунската дејност на Димитрија во полза на Русија. Ете ти. Слушај, брате, за ова нешто мора да се преземе и не смееме да стоиме со скрстени раце. Па, ќе го посетам рускиот конзул и ќе видам што да сторим. Чекај, јас слушнав дека овие денови и овде во Битола требало да пристигне руски конзул, да бил назначен Михаил Александрович Хитров. Да. Па, иницијативата и Русија да отвори конзулат овде во Битола беше наша со Димитрија. И еве, таа веќе се остварува. Ама, ако се покаже дека ова обвинение може сериозно да наштети, тогаш ќе барам од русите да го вратат детето назад. Нормално, така, брат. Простете, чорбачи, што ме прекинувам. Ова писмо, што туку пристигне од Охрид до нашите луѓе, па ми рекол да веднаш да ви го предадам, бидејќи било хитно. Хитно? Можеш да одиш. Ете, уште едно писмо од Кузман Шапкарев, а го пишува Нојчевска. Ама што јавува Шапкарев, брате? О, не. Зарем ова е можно? Ајде да видам. Не. Значи готово е. Готово. Меѓлисот реши учителот Димитрија Миладинов да биде префрлен во битолскиот затвор. Сега работите веќе се упознуваат, брат. Дури сега ќе мора да действуваме и кај властите, и кај конзулите. Без друго ќе го порваат затвор. А за да му лесниме и да сме во тек, ќе мора и таму да бидеме во контакт со Миладинов. И целата работа околу неговото избавување мораме да ја завршиме додека е овде, во Битола. Токму така. Слушај, брат. Ти види, обезбеди врска во затворот заради контакт со Миладинов. А јас ќе се обидам, да го предизвикам вниманието на странските дипломати, на конзулите овде во Битола. Па добро тоа, брате, да одиме побрзо, немаме време за губење. Работите не чекаат нас.
кода псана. Не пушти ја. Ама со даскалот. Со даскалот не знам што ќе биде. Море мене побрзо ме пуштија. Ама кај тебе зад на Ѓорџи? Знаеш, на тебе многу пикиве нашиве гркомани. Се виде то уште ко не забраве един бе. Да, така Иване. Се виде при апсењето кога беаха и Димитрија. Само тие однапред знаја и тие на почетокот беа присутни. Та и записникот го подпиша Иван Коковче, протосинđелот на митрополитот Мелетија и поп Јован. И замисли, двајцата наши струшки предавници кои работе за владиката Мелетија. Ете, абе Димбеј ги имаше викнато само нив двајца. А ниту свештеникот на еноријата, ниту економот Епитроп или други званични лица од власта не беа викнати. А бре Иване, се виде дека и дурмите на владиката и овде се плетени. Безбели, зашто тој и овде има јатаци и приврзаници. А сите муабети и договарања биле правени во куќата на поп Јован. Е токму преку овие негови доушници, владиката и митрополијата беа добро известени за се пред претресот кај Димитрија. А и за птиите, и тие беа точно информирани за се пред претресот, а и нашето апсење. Море стреча, Ѓорџи, за тебе се заангажира повеќето до критските првенци. Море, среќа што за мене се заложи коџобашијата, Христо Танче. Тој беше бедел и гарантираше за мене. Инаку, и мене ме изведоа пред мејлисот. Ме распитвеа. Ама ето, поза земањето на коџобашијата, сполај му на Бога, ме ослободија. Да. Да, Ѓорџи, да. Нас двајца на ослободија. Ам Димитрија. Чув дека веќе го однесте Битолја. Па сам. Па не знаеме што му се случило таму. А бре, за ова нешто се кажа. Народов со воски зборвеше за тоа. Како Димитрија, гордо и без страф им собрата на окриџани, кога зеле да го водат за Битолја. Шо е? Шо сте се уплашиле така, чеда мои? Па животот е само една шепа крв и ништо поиќе. Зарем од тоа да стравувам, а? Вие запамтите само едно нешто. Ја го посеав семето на нашата преродба. А вие бидете живи и здрави и ожнејте го негојот плод. Да. Токму така се кажеше низ Струшкава чаршија. Знаеш, Ѓорџи, многу би сакал да осушнав то од сигурни извори. Од некој што бил таму, што го видел тоа нешто. Шо е па ти, Ѓорџи, само из пенџерата гледаш, чекаш некого? Да, Иване, го чекам даскалот. Кузма Шапкарев. Кузма? Треба да пристигне до Охрид. Белким тој ќе да ги каже сите работи што во меѓувреме се случиле таму. Зашмилно по слободвењето и си заминавме. Добар ден. Добар ден, черко. О, добре ми дошол, чичко Иване. Добре, надовчеко. Како сте? Како сте по-дома? Посполајмо на Бога, сите сна. Татко, мама беше зафатена и ве моли да ја простите што го оставила повод во временото служење. Затоа ме пушти и мене да ве послуша со нешто. Со пиење муабетот по-добро ќе ви оди. Го чекам даскалот, Кузма Шапкарев. Треба да стасат од Охрид. Затоа и не ве викнам. Нека дој тој, па ќе не послужи заедно. Штом дој, ти побрде со кафето, а и ракија ќе не послужиш. Добро, татко. Маша, Ѓорџи, омај во порасна. Да знаеш, набрзо и стројници ќе почне да ти досадрат. Мала Иване, мала Анастасија. Крупна, ама се уште е мала. Море брзо ќе си пролетат годините.
Че ти дојди догаде, нека ти се живи. Туку, Ѓорџи, а ја за си одам, па доста се расприкажам. Чекај, Иване, па нели ти кажав дека го чекам даскалот? Тој ќе ми каже сите работи што меѓувреме се случиле таму. Ај ќе видиме што може ти, што треба се превземи. За окуртудисаме Димитрија, седни. Добро е, Ѓорџи, чим ти дека викаш, ајде ќе остане. О, здраво, стружани! Здраво, даскале! Здраво, Ѓорџија! Здраво, Иване, како сте? Па добро, ево. Ево ај како што вели народот. Ние за Богот, а тој наврат. Да знаеш, даскале, за тебе зборувам. Вервам. Но, ќе ми опростите. Знам дека задоцни, но знајте како. Патот си е. Седни, даскале, седни. Фала, Ѓорџи. Да, ако почекавме даскале, можда ќе ни изради со нешто. За жал, да ви израдва со некои новости нема. Освен тоа, може да ви кажа дека конзулите веќе превзедоа акција околу затворањето на Димитрија. Неговото затворање стана предмет на расправи кај сите. Јас ги известив пробевци и тие без друго имат превземено веќе некоја акција. Поред кажи се поред даскале. Чукај, Ѓорџи, моравме да дојме овдека, што не пуштиме. Туку кажи ми, даскале, кажи како беше. Како да ти кажам, бре, Иване, ти реков дека Меджлисот одлучи Димитрија да го префрле во Битоля. А за тоа известени се роберци. По Стефанија се појави. Не. Неговиот збор се слуша од митрополијата. Па тој е главниот. Тој е главниот. Па зар не гледаш дека тој направи дурмата со владиката и ја спрашти? Како што велит народот, си го скрига за демек, тој нема врска со апсењето. Така е, Ѓорџи. Тој тие деној не беше овде за да поможи околу Димитрија. А ако беше, и тој сега ќе беше овде меѓу нас. Но добро знајте дека и тој, и Зарче, и уште неколкумина од нашите стружани се предавници во партијата на Мелетија. Море сите тие со владиката не може да му простат на Димитрија за петицијата што ја направи со Охриджани и за назначување наш владика, македонец. Точно. Патриаршијата ја отфрли нашата молба, нашето барање, за да си поставиме наш владика македонец. Но со сила ни го испратија Мелетија, а добро знајте како го пречека народот. Ние од струга даскале на владиката. Му порачавме да не сосмени да иде таму, зашто го избркаме. Да, точно. Заради тоа ве затворија вас двајца. Вашето затворање требаше да биде опомена за останатиот дел од народот. Така е, даскале, така е. За да докажем дека силата била кај ни. И дека нивниот владика Мелетија треба да се почитува. Силата, велиш, а? Силата, да. Само Димитрија поинаку му кажа на насобраниот народ кој доја да го водат за Битоля. Навистина, Кузмане, кажи како беше. И овде се слушна тие негови зборови. Кажи. Кажи, даскале, кажи како беше. Абе, луѓе, како да ви кажа, нашиот даскал, нашиот Димитрија е прав јунак. Се собра цел Охрид. Старо и младо се крена на нозе, почнаа да го водат за Битоля. А тој, онака врзан, окован, што би се рекло во синџири, како прав народен трибун, како вистински војсководач, му се обрати на народот, онака како што и самите вие знаете и сте слушнале. На вистина силен јунак е нашиот Димитрија. А знајте да го поттикнит народот. Да, прав јунак. Знаете дека ќе дојде учителот. Анастасија! Добре ми дошли. Добро те најдов. Како си ти, Анастасија? Добро. Хајде, кажи ми, како си на училиште? Како го затвори учителот, сите сме вознемирени, натажени за него. Верна дека сте натажени,
Но, слушни ме што ќе ти речам. Немој многу да тагувате, затоа што учителот наскоро ќе биде слободен и ќе си дојде дома. Навистина ли? Навистина. Да се надеваме. Да се надеваме. Повелите капета. Черко, Да, тата. ако ќе дојдеш по флоџаните, донеси ни и ракијата. Добро, ќе донесам. А, за Константин. Разбра ли нешто да остане? Иване, за Константина не знам многу нешта, но можам да ви го кажам ова. Тој веќе ја напушти Виена и отиде за Хрватска, во Загреб, каде што требало да го дајт на печатење или пак и може го имат веќе дадено зборникот со народните песни и умотворенија. Јас за сето то ги известив повторно браќата Робевци во Битоля, за да може да го известат за случајот со брата му Димитрија. Ех, колка желба имаше Димитрија да ги види напечатени народните умотворенија. Со каков занес ни зборвеше за нивната вредност и значењето за нашата преродба. А со каков само прегор само ги собираше. Стружани, да ви се пофалям нешто. Знајте, заради ова што вие го кажете, и се она што тој мене ми го кажуваше, јас одлучив и почнав и јас да собирам и да пишувам народни песни и умотворенија. Браво, Даскале. Браво, Даскале. Така Па, треби. ја мисля дека треба некој да продолжи по неговите стапки. Кутар Димитрија, дали жив ќе го дочека печатењето на зборникот на народни песни? Еве ракијата. Повелите. Да. Анастасија. Да здраве, нека ви биде кафе. Здраво, Дасниче. Фала, Анастасија. Кузмане, Кажи, Ѓорđије. шо велиш ти да ја викнеме Митра? Да ни кажи, дали вредеше нешто на синото во праќање до Робевци или другде? Па, да ја викнеме. Затоа што ние морат да видиме во текст со сите работи, за да знаеме потака како да делуваме. Ајде, викам. Анастасија! Черко! Да, татко. Черко, ќе појшке тетка Димитра. Жена му на Даскал, Димитрија. Да, татко. Ќе речи да дојде овде веднаш. Добро, шов ги спредат сонџанине, ќе ода. Само појде. Добро. Да, точно има. Како што и вече и ти реков, целиот овој случај во врска со Димитрија стана предмет на расправија кај сите конзули. Без друго интересот е поради обвинението дека Димитрија Миладинов е руски шпион. Ѓорđија, запамти едно. Конзулите се представници на големите сили, а секоја од нив има посебни интереси на делови од нашиот Балкан. Море сите тие се плашат од руското влијание што се шири на Балканот и се појче се зголеми. Па така грчкиве владици го искористија тоа и со обвинението ги уплашија, а и поттикнаа турците. Па и затоа толку остро реагираа. Па, знаете дека има сообраќајата преписка на Димитрија? Да. Се знаја дека тој најпоче контактираше со руски учени. Точно, а мене ми јавија од Битоля дека битолскиот владика се нафатил целата преписка на Димитрија да ја преведи на турски. Да ја преведи. Се со цел да може да прави тој дурми, да може да ги потврдат обвиненијата против Димитрија. Луѓе, слушнете ме што ќе ви кажам. Работите
почнаа да се усложнуваат. Почнаа да станат проблематични. Запамтете го ова. Ако сите ние што можеме да поможиме, не успееме да го извлечиме Димитрија сега додека е во Битоля, вервите луѓе дека после ќе биде многу доцна за превземање на било каква акција. Мене ми се чини, даскале, дека ќе мора да се действува. А како? Со подкупи. Со подкупи на турските чиновници кај валијата во Битоля. А знаете што? Вака, ние тројца не сме кој знае колку завршни со пари, ама колку имаме, сите тројца да дајме. Да. Докато ли саме даскал? Зборот ти фаша место, Иване. Но сето тоа што го предлагате, како да го спроведиме? Како? Ние овде ништо немаме да сториме, а и пред турската власт не смеме да се појавиме. Ами најво ќе биде ова да го предложиме на робевци. Да знаеш, арно ти текна. Ние даскале да им го предложиме и да ги замолиме тие да се заложат со Димитрија. Чуки Полово ги знаат врстите од нас. Сега да ви кажем, за се ова што предложивте, јас веќе им напишав писмо на робевци, но не го испратив писмото затоа што мислев дека требите и вие двајца да бидите подпишани на него, но не знаев дека ќе бидите согласни. Како да не сме согласни, даскале? Хајде да го подпишеме. Ајде, чекаме да се, ајде. Еве го писмото. Еве вака. Еве, Ѓорđије. Подпиши се тука. Така. Ајде, Иване. Ево, даскале. Одлично. Дојдете кам тетка. Гледате. Добар ден. Добар ден. И ти си бил тука. Како си? Многу добро. Ете, дојдов малку да се видам со стружаниве. Како сте вие? Добре дојде, Митро. Добре ве најдов. Добре ви дојде. Ја не знам што е работата, ама што Анастасија ме повика, појтав. Да не имате некои новости за Димитрија? Кузмане? Не, нешто ново што би те израдвало немаме. Само, знаеш, те викнавме да ни кажеш, дали им пиша писмо на робевци и дали тие ти пратија одговор? Ја им пишав. И то на два пати им пишав. И на второто писмо ми одговорија, со кое пак ги молев да се заложат за ослободвењето на Димитрија. Ги замолив да го известете и Константина во Загреб, да и тој ако мојт некако да поможи. Да. И Димитрија од затворот им пишал дека можете корисно да прати молба за помилување. Чекај, се ова што го кажа, тие ти го испратија тебе како одговор? Да, така ми одговорија и ми пиша дека нивните заложби се во тек, секнекаде што тие сметат дека е потребно и држат место. Да. Тогаш вака. Ѓорđија, Иване, ова што го слушнавме сега, држи место ако сме согласни да го допишеме во писмо. Одлично, даскале. Ајде да допишеме. Ајде. Еве вака, значи. Значи, и ние сме согласни. 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 Доколку смете за потребно да се направи молба од Димитрија до високата порта во Цариград за ослободвење. За ослободвење. Добро е, даскале, добро е. Јас мислам дека е добро.
А сега ќе ми дозволите да јас заминам шо побрзо, за да можам да го испратам на време писмо. Даскале, Кажи ми. уште ракијата не си ја дојде. Ракијата? Па јас и заборев на нејзе вече. Хајде, за Даскало. За Даскало. Ау. А сега, останете ми со здравје. Здраве, Со здраве, Даскале. Здраве. Оди ви со здравје, Кузмане. Господ нека им биде на помош. Деца, како што знаете, пред некој ден Господ го прости ми брата ми Ангелета. Но работите треба да се терат и понатаму. Стрико, ти знаеш дека мене многу за трговија не ме виду. Ама еве, тука е Димитрија, а и браќа ми веќе се во нашите представништво во Виена. Татко, колку што имам јас информации, работите со нашите фирми одат доста добро и барем за тоа ти не треба воопшто да се секираш. Тоа ме радува, синковци. Вие знаете, јас и брат ми Ангеле, не само што го зачувавме семејното богатството и честа на оваа куќа, туку и ги зголемите. Сега на вас е ред да ги очувате. Стрико, и ние се трудиме да ги одржиме и честа, и угледот, и богатството на нашето ценето семејство, Роберт. Иако условите се поизменети, бидејќи започнавме да ја тераме и борбата за афирмации на национален план веќе. Со себето на брата ми Ангелета, со неговата смрт, не сум во тек со многу работа. Ете, пред некој ден беше дојдено писмо од Битолскиот затвор, уважениот учител Димитрија Миладинов, во кое писмо ни изразува сочувство за смртта на брата ми. Како сте да работите со него? Татко, таму работите се многу лоши. Како за него, така и за народното дело што тој го предводеше. Добро, деца, зарем не се обидовте нешто да известувате за негово ослободување? Се обидовме, татко. Преседовме нешто. Насекаде каде што можевме и насекаде каде што мислевме дека треба, действувавме, ама ете, работите некако се искомпликуваа. Сега гледам дека ќе беше многу полесно и поефикасно ако побрзо и поенергично се заложеме додека тој беше во затворот во. Значи, многу се вешти и испреплетени интригите на грчките владици во овој случај. Обвинението дека е руски шпион ги растресе и многу ги вознемири грците. Ними само да им спомнеш руски, ќе им тераш страв коски, па во состојба се да направат се и да се ослободат од него. Еве и грчките владици најмногу успеа баш со ова обвинение. А на друго место се обидовте ли некаде? Се надевавме дека со ангажирање на консулите
и со нивното действување, со нивниот притисок врз властите, ќе се извлече нешто повеќе. Ама се покажа дека тие си действуваат само од аспект на своите интереси и ништо повеќе. А што вели рускиот конзул по ова прашање, руската дипломатија? Нели тие се сметат за наши словенски заштитници? Русите стрико не можат ниту повеќе, ниту поенергично да действуваат. Зашто Димитрија е обвинет како руски шпион. Без друго со нивно поголемо ангажирање, ние само би му влошиле положбата, а пак и русите. Русите го вратија младиот охриđанец Јован Капче и со тоа Димитрија беше ослободен баш од ова обвинение. Рускиот конзул ми најави дека ќе не посети. И од него детално ќе бидеме информирани како за моменталната состојба, така и за ставот на руската дипломатија по ова прашање. А што велат другите? Сигурно и за нив имате некакво сознание. Австриската дипломатија и представниците на папската столица се заинтересирани само за спречување на руското влијание, а за ширење на унијаството на овие простори и на католицизмот. Па нормално. Тоа е нивниот интерес, брате, и на секој начин настојуваат да го спроведат. А луѓето што работат на тоа, секогаш ги заштитуваат. Ние. Што ние? Ние сме секогаш оставени сами на себе и сме во вртлогот на туѓите интереси спрема Македонија. Разговарав со австрискиот конзул Соретич и на почетокот успеав да го заинтригирам. Арнама увидов дека него повеќе го интересира ставот на Димитрија по прашањето на унијаството. А беше поттикнат од фактот што обвиненијата доаѓа само од страна на грчките владици и сметаше дека тоа е заради тој студија може заради тоа што Димитрија го поддржува унијаството. Ето тоа го сметаше тој. Добро, ама нели тие имаат своја мрежа и од таа мрежа прибираат информации дека Димитрија не ги застапува интересите на унијаството, туку тој нивни противник како што е противник и на елинизмот. Затоа сега се повлече и си го гледа сеирот. Ми напомена, после контакт што ги имал со неговиот колега, со австрискиот конзул Баум во Солун, дека добил информација дека затворањето на Димитрија Миладинов е заради неговата активност во полза на Русија. Тоа ми го чуш. А што велите за енглескиот конзул Чарлс Калверт? Некако ми се гледа многу честит и правичен човек. Со енглезите стикој многу подруго. Тие не се заинтересирани многу, ниту за римокатоличката црква, ниту за папата. Тие си го штитат само својот капитал. И добрите врски што ги има со турската влада се баш во интерес на тоа. А за она што рече, за конзул Чарлс Калверт, тој навистина е добар и честит човек. Навистина. Да, така е. Колку што јас барем можам да видам, тој е човекот што најмногу се интересира за овој случај, за случајот со даскалот. Знаете, сите информации доаѓаат само од обвиненијата на грчките владици. Ама тој се заинтересирал и настојува да дојде до вистинските причини за затворањето на Димитрија. Тоа треба да го поддржиме. И да настојуваме на лице место да се увери. Затоа, мислам дека тука е нашата шанса. А добро, дали се обидовте нешто директно кај турските власти да издействувате преку мито, преку рушвет некако да видите? Татко. Баш за тоа и путриот Димитрија Миладинов од затворот ни пишуваше. И Митра, сиротата, сопругата на Димитрија, од Струга ни пишуваше за тоа. А
зетно Кузман Шапкарев, заедно со Ѓорѓи Чакар и со Ивана Евро, ни понудија дури 1000 до 2000 грошеви за подкупување, за руштење. Да, понудија, ама се беше залудно. Грчките владици веќе од понапред имаат се подмачкано и имаат подкупено сите виши представници на турската власт. И тоа со цел да може да го причинат затворањето и осудувањето на Димитрија Миладинов. Добих некои сознание дека тие за оваа цел веќе дале неколку стотици илјади гроши. Замислите, без друго, тоа ќе се согласите дека тоа се огромни пари, ето голема сума, што никој од нас не може ниту да ја одвои, ниту да ја даде. Рече неколку стотици илјади гроши. Да, стрико, неколку стотици илјади гроши. Ете тоа. Тоа се големи пари. А тие пари ги имаат собрано од нашиот народ. Од каде е тоа? Значи, многу им сметал Даскал Димитрија Миладинов со своето действување. Им сметал, стрико, и тоа колку им сметал. Затоа не бираат ниту начин, не жалат ниту пари, само да го тргнат Даскалот и да го спречат нашето природенско дело. Ете тоа сакат. Па, затоа и, нели затоа се обидовме директно во Цариград. Димитрија Миладинов од затворот напиша молба за ослободување и за помилување. Таа молба беше веднаш испратена до високата порта во Стамбул. Ама еве, попусто. И оттаму немаме уште никаков одговор добиено. По се изгледа тоа е уште подолга процедура. И кој знае дали ќе добие? Чорбаджи, господинот руски конзул Михаил Хитрова веќе пристигна, што да му речам? Кажи му нека влезе, а во меѓувреме ти донеси од францускиот коњик послужете. Добро, Чорбаджи, ќе доне. Еве сега ќе ги добиеме и најновите информации. Да видиме што има да ни каже. Повелете, конзуле. Добар ден, господа. Добар ден. Добре дојдовте, конзуле. Повелете, добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Добре дојдовте, конзуле. А вие како сте? Ви благодарам добро. Повелете, седнете, господине конзуле. Седнете. Благодарам. Едва и чекавме да дојдете и да слушнеме какви новости има, како е мислењето, ставот на руската дипломатија по прашањето на затварањето на учителот Димитрија Миладинов. Знаете, се зависи од околностите, а тука тие се многу замрсени, се вмешани повеќе фактори. Но господине конзуле, секако ставот на руската влада и руската дипломатија со своите настојувања и активности одат во корист на ослободувањето на Димитрија Миладинов. Нели е така? Драги господа, мислам дека руските ставови кон нашите словенски собрача на Балкан, кои се уште стенкаат во оковите на турското робство, е сосема јасен. А неговото величество, рускиот цар, секогаш сметајте го за ваш заштитник. Повелете, коњакот. Благодарам. Повелете, Чорбаджи. Благодарам. Господине конзуле, добре ни дојдовте. Добре дојдовте, конзуле. Добре дојдовте. На здравје. Но некако таа ваша заштита во овој случај зате, господине конзуле. Во овој случај, господа, реков дека испадна многу замрсен. Клеветите и обвиненијата дојде од страна на грчките владици, а Димитрија Миладинов го товарат за шпионска дејност во полза на Русија, а многу добро знаете дека сето тоа ја забава заштитата. А тој Кутриот толку и веруваше на таа Русија, што ја нарекуваше сесјајната звезда предопределена за нашето спасување. А се гордееше и со другите дејци.
Тој одржуваше контакт и со дипломати, и со влијателни лица од Русија, која ја сметаше за символ на спасот. Што за поробените свети кон слободата и ги води како огнениот столб Мојсеја некогаш. Ете тоа сметаше Димитрий. Да, тоа е вистина, Господа. Нам сето тоа ни е многу добро познато. Ама токму преписката, баш со такви личности, што е запленета при апсењето кај Димитрија. Ама, господине, дали не се обидовте и преку контакт со вашите колеги, со другите конзули од Деловито да направите нешто повеќе? Предпоставував дека можеби нема да ми веруват. Па еве, понесов писмо од Димитрија Миладинов, што на 29 април ми го испрати од затворот. Во него ме предупредува и ми препорачува да бидам предпаслив и воопшто да не им се доверувам, ниту на англискиот, ниту на австрискиот конзул во врска со него, зашто тие може само да штетат, а јас само да ги следам нивните активности. Значи, тука е проблемот, господине конзуле. Ако вие покажете поголем интерес и ако се заложите за даскалот, па само ќе испадне дека со тоа ги потврдувате обвиненијата и сакате да заштитите својот тајн шпион. Да, господа. Сега гледам дека сосема точно ме разбирате. Но, господине конзуле, ако ставот на руската дипломатија, незиното дејствување не може да се оствори кај турските власти, токму ради безбедноста на Димитрија Миладинов, тогаш зошто таа дипломатија не дејства кај грчките владици да го повречат обвинението за Димитрија Миладинов? Тоа веќе се виши интереси на руската држава, во кои не може да се задира. Да. Значи со животот на Димитрија Миладинов започна подкусурувањето на туѓите посегнувања и интереси кон Македонија. Ете, тоа е го прашање, господине конзуле. А сега, да ви ја пренесам најновата, за жал многу тажна вест. Добив тајно, но сигурно известување, дека Димитрија Миладинов ноческа под силна стража и конспиративно е одведен за Солун. А оттаму ќе биде препарден за Царига. Значи, го изгуби пред даскалот Димитрија Миладинов. Сега, Господ нека му е напомош. Дека кога дошле да го водат во заточение нашиот покорен Патрик Арсени, Бог да го прости, со насолзени очи и плач на лицето им се... Миладинов започна да се подкусурува туѓите интереси и посегнувања кон Македонија. Ете тоа е, господине конзуле. Грчкиот владика што пред турците го наклевети Димитрија Миладинов. Затоа што само тој имаше храброст и го крена својот глас против грчката подјарменост. А го наклевети веројатно и поради настојувањата со охриđаните во Охрид да биде поставен владика македонец. Ова писмо, што току пристигне од Охрид по нашите луѓе, па ми рекоа веднаш да ви го предадам, бидејќи било хитно. Тоа е вистина, господа. Нам сето тоа ни е многу добро познато. Ама токму преписката, баш со такви личности, што е запленета при апсењето, се користи како доказен материјал за неговата наводна шпиунска дејност во полза на Русија.
zaštitnik na struga. Izbavi mi go čedoto. I to imat 6 mali pilenca, 6 gladni usti. Ne ostavaj da stradet. Ličen Sveti Đorđije. Sveti Đorđija, ti si vojnik i pravednik, zaštitnik na struga. Izbavi mi go čedoto. I to imat 6 mali usti, 6 gladni piljenca. Ne ostavaj da stradet. Да, јас му пишав писмо на Димитрија Робе. Ако сакате, можам и да ви го прочитам. Pročitaj Kuzmane. Pročitaj Kuzmane. Многу почитуван господине Димитрија Робе. Вчера изутрина околу 5 часот, испратениот од битолјскиот паша Сердар Абедин Беј, според подлото интриганство на светиот, а во врска со неговото гонење на словенци. Ајде поглед на вам. Имаше служба во Света Пречиста. И не му се чекало да разберит нешто за Димитрија. Јас велит, малку ќе отпочинам, а ти побарај, види дали нешто се разбра и дојди поскоро да ми кажеш. Еден поглед на вака и готово. Двајца не ослободија, не пуштија, ами Димитрија. Чув дека веќе го пуштиле Битоля во Псан, па не знаеме што му се случувало таму. Народов со воски зборвеше за то. Како Димитрија, гордо и без страф им собратил на Охриджани, кога зеле да го водат за Битоля. Пијата за кафето после и току ајде сега доста е, супер, ајде сега чао. Ано му погледа лjude. Опа. Ама само по едно. Зато јас си викам по едно.
Бога и во еден Исуса Христа, на Синот Господо самородниот, кој што се роди од татка пред многу векови. Пресвета Богородице, мајко наша, варди ми ги чедата. Варди ми ги барем овие синој што ми останаја. Од 6 мина, само 3 ми останаја. А ево и Димитрија проклетниците го одведоја. Го затворија неверниците. Ама по подошлак на нашите владици грчки. Личен свети Ѓорđио, ти си војник и праведник, защитник на струга. Избави ми го чедото. И тој има 6 мали пиленца, 6 гладни усти. Не оставај да страдат. Добар ден, мајко. Мила, бабо. Добре ми дојде, Снао. Добре ми дојде, внучки, а? Лична од баба му. Ајде да си седниме со баба овде. Опа, лична од баба, а? Ти, мајко, пак пред икониве стоиш. Мори, Снао. Го запалив кандилцето и се помолив пред Богородица да ни го варди Димитрија, зашто и таја имала син и знај како е. Лична од баба Мори, таја. Шо пред другите деца? Како? Да, беше најмногу прибрзана татка е. И кај тебе најмногу е се иде? Лична од баба Мори. Епа, знаеш дека таја ми е именјачка? На моето име е крстена. Венци, и заминото од купината. Прво, ке нашите словенски собреќа во Австрија отиде, а потоа и во Србија отиде. Тога беше. Кумот, рече му е тој име да го носи. Василе. Ама ко си дојде Димитрија, Дженк ќе стореше. Шо? Василка? Не. Не сакам моето дете да носи грчко име. Зар не гледате дека тие ни е сотират народноста? Иако беше... И сите ги сметаше за браќа. На вистина таков си беше Димитрија. Мајко, на вистина, таков си беше. Овој молитвеник тој ми го даде. И од него се и чита молитвите на нашински, на македонски пред иконата. Татко наш, што седиш на небото, нека биде цветено името Твое, славните рабојче наши. Нека биде сакањето Твое, како на небо, така и на земја. Дај ни го денеска ката денешниот хлеб наш. И простини ги греоите наши, како што и ние прощаваме да свачите наши. И не донеси не Господ